Се уште трае првата заедничка тактичка вежба на специјалните единици на МВР со специјалната оперативна команда на САД во Европа. А за тоа како се снајдоа македонските специјалци и како реагира на денешната прва симулација во услови на безбедносна криза под закани за време на спортски надпревари, разговарам со Јордан Ламановски, помошник министер во одделот за односи со јавност и стратешко планирање. Добар ден, господине Ламановски. Во колку фази и како се одвиваше првата симулација? Ова здружена тактичка оперативна вежба се реализираше врз основа на наше претходно барање согласно програмата за работа и обука на безбедносните сили, односно на единиците за специјални задачи при Министерството за внатрешни работи. И самите видовте дека ова заедничка тактичка вежба се изведуваше во 4 фази, кои што реално ја оцртува, односно преку кои може реално да се согледа преземањето на мерките и активностите на реализација при една ваква безбедносна појава, каде што имаме една дојава за подмената минско-експлозивна средства, експлозија направа во спортската сала, односно спортската арена Борис Трајковски. Втората фаза беше заложничката ситуација, односно навивачката група во спортската арена Борис Трајковски. Третата фаза беше откривање на таа минско-експлозивна направа, бомбата. И на крајот беше дополнителна дојава дека имаме и минско-експлозивна, односно хемиска експлозивна направа. Исто така, нејзиното откривање, преземање на конкретни мерки и активности, на вадење на таа хемиска од спортската арена Борис Трајковски и нејзино деактивирање од страна на специјалните организациони единици, односно од одделот за антитероризам. Со оглед на вашето искуство, како се снајдоа македонските специјалци на денешната прва симулација? Безбедносните сили, односно специјалните единици при Министерството за внатрешни работи, перманентно и координирано ги искажуваат своите потреби врз основа на годишна програма за работа и обука секоја година, каде што од година на година работиме и пратејќи ги сите, да речем, безбедносни неповолни ситуации, така е, да речем, и програмирањето на тие наставни содржини од година на година се по-софистицирани, по однос на преземање на конкретни мерки и активности. Од тие причини денешна реализација беше во координација со безбедносните македонски сили, односно единици за специјални задачи при Министерството на внатрешни работи, во координација со специјалните единици при амбасадата на Соединетите Американски држави. Ова е прва од неколкуте заеднички тактички вежби. Кога ќе биде следната и што е предвидено за истата? Согласно нашите потреби, односно искажаните наставни содржини во програмата за работа и обука, постојат наредни вакви оперативни заеднички тактички вежби со специјалните единици и на други, да речеме, амбасади, односно други специјални единици од другите страни и држави, каде што имаме добра соработка и имаме добра размена на искуствата по однос на вакви оперативни тактички вежби за преземање на конкретни мерки и активности по однос на едни вакви сложени безбедносни појави. Господин Ламановски, благодарам што бевте гостин во вестите на Канал 5 телевизија. Благодарам и на вас. Разговаравме со Јордан Ламановски, помошник министер во одделот за односи со јавноста и стратешко планирање при Министерството за внатрешни работи за првата симулација на македонските безбедносни сили во спортскиот центар Борис Трајковски, за тоа како ќе се снајдат во услови на безбедносна криза под закани за време на спортски надпревари.